Сонја Мирковиќ речиси 20 години е инвалид на трудот. Била повредена на работа и оттогаш не може повторно да работи, па живее со инвалидска пензија. Ме повредива на работа. И денеска имам ја проблеми со ногата. Сонја е само една од повеќе од 35.000 лица со инвалидност како последица на процесот на работа. Инвалидските пензии се ниски, па животот со нив е тежок. Огромен број лица живеат со најниската од само околу 7.000 денари. Па, се знаат по нивната кожа. Немат. Многу е тешко, пошто најниско примање сме. И према тоа, најмизерно си живеат, има луѓе што можда до 1200 денари плаќат само лекови. Рачунат и другите бенефиции. Членовите на сојузите добиваат книшка на која пишува кои ослободувања им следуваат. Најважна за нив е првата точка, која гарантира бенефиции при користењето здравствени услуги. Но во реалноста велат дека бенефиции нема, па инвалидите на трудот плаќаат партиципации како и сите пациенти, иако за нив прегледите се секојдневие. На нас не боли тоа што уште плаќаме партиципација по специјалисти или специјалистички упути што ги имаме. Значи, јас не знам еднаш дали ќе бидеме ослободени. Ние бевме еднаш, не знам пред колку години, не викна тамо, ни дадоа и писмо дека ние болничко лекување нема да плаќаме. Меѓутоа нашите членови доаѓаат и се жалат дека плаќат и ден денеска. Работев во Лјубљана. Од таму ден денеска секое лето ми праќаат писмо каде да ме пратат на бања. Без пари. Кај се нашеве? Организациите велат дека најголема пречка за остварување на правата и подобрување на условите за живот на инвалидите на трудот се сложените административни процедури. Има ампутирана нога над колено и доста над колено, не може да добие ова речија картица за патарина. Зошто? Па зошто не му пишувала процент на ампутација на ногата. Значи, кај нас е многу тоа лошо. Книшките наши, ја не сакам сега да испадне дека сите, меѓутоа тие што се загубена работна способност, трајно загубена професионално заболување, тоа треба да се цени кај властите и кај луѓето. Значи, тие луѓе треба да бидат ослободени. Најголем дел од инвалидите на трудот повеќе не можат да се вклучат во процесот на работа, но постои мал дел од нив кои бараат вработување. Оние кои до крајот на животот ќе зависат од скромните пензии, бараат државата да има повеќе свесност за нивната тешка состојба. Деградирани сите сме. Не само ја, сите сме деградирани, кој да не постоиме. Тие луѓе не станале, да речеме, со препорака или со познанство инвалид. Значи, тој го граде во Скопје. Според податоците од Фондот за пензијско инвалидско осигурување, во 2017 година биле исплатени инвалидски пензии за 36.970 лица. Вкупниот буџет изнесувал 6,4 милијарди денари. Славица Арсова, Сидел телевизија.